Некои чекаат и по година и половина за мислење од антидискриминацијската комисија, но за представката на Никола Груевски, која заврши со позитивен епилог за него, биле потребни само 52 дена. Воопшто не е тоа брзање, тоа е нормално одлучување, затоа што ако ги погледнете другите представки, 95% од представките се донесени или во тој рок, или во пократок рок. Дел од граѓанскиот сектор смета дека комисијата има двојни аршини за тоа што оди на брза лента, а што во фиока. Давањето предност некому врз одредена дискриминаторска основа, како што е во случајот политичка припадност, исто така се смета за дискриминација. Двајца од 7 членови на комисијата велат дека во мислењето за Груевски ја нема суштината. За да се констатира дискриминација, мора да се покаже дека едно лице е неповолно третирано во споредба со други лице. Како и зошто Никола Груевски го доби документот од антидискриминацијска, кој му послужи како виза за азилот во Унгарија. На 13 ноември Никола Груевски се огласи од Будимпешта дека побарал политички азил во Унгарија. Точно 2 месеца предходно, Груевски во Македонија ја поднел представката, која една недела пред неговото бегство ќе му обезбеди документ од државна институција во која се констатира дека тој е политички дискриминиран. Зошто мнозинството во комисијата, меѓу кои се поранешен пратеник на ВМРО ДПМНЕ и други јавно експонирани лица со ставови блиски до оваа партија, одлучи речиси двојно побрзо од крајниот рок од 90 дена, во услови кога во фиоките имаат предмети старии по година и половина. Апсолутно не се во право. Значи, ако се доци со представките, тоа не се двојни аршини, туку тоа се технички причини од кои често пати една од тие представки што ги споменуваат се виновни невладините организации. И ние сме ја донеле само неколку дена пред тој ден што требаше да се отиде да се одлучува за одење во притвор, односно затвор или не. Така што сметам дека тоа е една од причините и главна причина за донесување, бидејќи имало некои рокови што морало да се запазат. Затоа што после тие рокови представката нема никаква моќ. Причината што Даштевски уште 4 негови колеги донесоа мислење дека Никола Груевски е директно дискриминиран е бидејќи утврдиле дека во неговиот случај има нарушување и ограничување на еднакво признавање на правото на правично судење, како основно човеково право од страна на судија Добрила Кацарска. Основата за таквото нарушување тие го виделе во неговиот личен и општествен статус, како поранешен премиер и председател на политичка партија. Не му било овозможено доволно време за одбрана и не му било овозможено право на слободен избор на адвокат. Се работи само за 5 дена во тој ден. Тоа бе некаде во април. Значи, се работи за 5 дена, адвокатот имал други судења и барал одлагање 5 дена, а расправата траела до 10:30 навечер. Другиот ден почела во 10 сат сабај. И имаме, например, 100 страници материјали од весници кои го следеле судењето, приложени во предмет. Па ги имаме записници. Но токму во овој став лежат причините зошто зад мислењето не застанале сите членови на комисијата. Беким Кадриу објаснува дека правото на правично судење може да биде дел од нивната работа, но само ако е поврзано со некаква форма на дискриминација. Во решението за Груевски вели тој, на ниту едно место не се докажува како правото на правично судење му е нарушено поради личниот, општествениот или политичкиот статус. Тој основ комисијата само го наведува во мислењето, а никаде не го става во контекст. Да речеме, зошто поради тоа што бил поранешен председател на влада, каде се гледа по неповолниот третман? Каде? Нема. Според Кадриу, дефиницијата за директна дискриминација налага компаративна анализа со која комисијата морала да докаже дека Груевски бил понеповолно третиран во однос на друг обвинет во ист предмет. Предметот беше обемен, меѓутоа видете, обемноста на предметот не значи дека подносителот на представката ви дава материјали кои се суштински за докажување на дискриминацијата. Во предметот има, да речеме, записници од судски рочишта, различни докази кои може би се
значајни за судските предмети, меѓутоа за Комисијата за заштита од дискриминација не се значајни затоа што таму не се покажува понеповолен третман. Во документот е објавено и мислењето на судијката Добрила Кацарска, каде таа аргументира дека со ниту едно дејствие кон него немало дискриминација и дека таа не била виновна што против него се водат други 4 постапки пред тој суд. Нотирано е и дека Скопскиот кривичен суд не пратил одговор со објаснување дека постапка за пристрасно и незаконито постапување на судија се води пред судскиот совет. Она што нема во документот е пример дека во споредба со други обвинети, Груевски добил нееднаков третман. Тогаш од каде мнозинството членови го извлекле заклучокот. Кога се работи за повреда на човековите права, а овде е експлицитно член 6 од Европската декларација за човекови права, секогаш се работи за директна дискриминација, не треба ништо да се каже. Меѓутоа и директната дискриминација подразбира дека треба да се посочи моментот посочено во кој друг случај ова направено. Значи, тоа е компарацијата. Значи, тоа не смее да се помисли да се направи. И затоа и постои имени. Тоа е причината. Не сакам да кажам дека во однос на друг обвинет во иста или до друга постапка. Тоа ви е друг член, не е член 6. Тоа ви е член 5 за еднаков третман. И додека мислењето за Груевски предизвика поделби во комисијата, невладините организации кои работат во областа посочуваат бројни случаи кога комисијата не одлучува во законскиот рок. За најдрастичен пример го посочуваат непостапувањето за хомофобични емисии на Миленко Неделковски, кои датираат од февруари 2017 година. За оваа представка, Даштевски вели дека е донесено негативно мислење, иако тоа никогаш не стигнало до организациите. Ако сте независен орган, Никола Груевски ќе го третирате исто како и Миленко Неделковски, ќе го третирате исто како секоја друга представка што ви имаат пратено граѓаните. Така што нели, нормално е првен да одлучуваш по представките за кои што веќе доцнеш, па после тоа да ги третираш по новите представки. Значи се работи за ако можам така да се изразам, мерка на позитивна дискриминација во однос на Никола Груевски. Драндаровска има објаснување зошто на Груевски му бил потребен овој документ и зошто комисијата побрзала да му го даде. Повеќе мислењето го гледам како изговор на владата на Унгарија да даде врз некаква основа азил. Инаку многу би било лесно да се провери комисијата за заштита од дискриминација каков е нејзиниот реален статус во Македонија. Затоа имаме известувано со години наназад и како мрежи, и како поединечно сите организации дека е непрофесионално тело. Власта најави реформа на антидискриминацијската комисија преку нов закон, кој е во собраниска процедура. Неговите завршни одредби предвидуваат дека откако ќе стапи на сила, ќе престане мандатот на актуелниот состав на комисијата. Но Даштевски се повикува на мислење на Венецијанската комисија за неменување на составот на комисијата, за да не се влијае врз независноста на телото. Но токму независноста на комисијата е ставена под знак прашање во последниот извештај на Европската комисија за Македонија, во кој пишува: Долготрајните недостатоци во работата на Комисијата за заштита од дискриминација треба да се отстранат, вклучувајќи ја и нејзината непристрасност и независност.